Како што можете да забележите, и денеска е затворен граничниот премин Меджитлија. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, од 9 до 21 часот во целосен прекин ќе биде сообраќајот за влез и излез од Република Грција на граничниот премин Ниџи поради штрајкот на грчките земјоделци. Од регионалната стопанска комора со седиште во Битола велат дека од блокадите на грчка страна засега нема поголеми штети врз македонското стопанство, но сепак додаваат дека ќе има загуби, особено кај компаниите чиј увоз или извоз се реализира преку Грција. Ваквиот прекин или влез на граница помеѓу Грција и Македонија ќе има големи штети за стопанството. Досега тоа не се осеќа од причина што сите шпедици и шпедитери договорно досега со тие најавени штрајкови во термини си се прилагодуваат да влезат возилата, камионите, така да на сите терминали досега јас имам обратено, немаше некој посебен проблем во делот на влезови на возила, камиони за навреме да се и царинат. Велковски додава дека актуелните блокади сепак негативно се оцртуваат врз економската состојба во регионот, а најмногу загуби има во трговијата. Во делот на влезовите на граѓаните кои што е многу значајно, посебно за Битола, можам да потврдам дека до штрајковите дневно на нашиот премин влегуваја околу 2000 до 2500 возила, од кои што околу 2000 беа грчки, а 500 беа наши коли, наши возила премин, во кои што 2000 возила гравитира во Битола и имавме приход околу 200.000 евра. За жал, во маркетите, на пазарот, во трговијата комплетно, во кафичите, во рестораните ги нема тие 200.000 евра, од причина што повеќе грците не доаѓаат, пошто кај ними времето обично ноќе има дозвола за влез и излез. Грчките земјоделци ги заострија протестите и не попуштаат во своите барања. Тие веќе еден месец од владата на Ципрас бараат да не се воведат поголеми давачки, а се и против владината одлука за намалување на пензиите и здравственото осигурување. Граничниот премин Меджитлија во моментов е затворен од грчка страна, но до кога ќе биде затворен се уште не знаеме.